Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Американскиот режисер Стивен Спилберг, троен добитник на Оскар, кој оваа година сепак не ја доби престижната награда за филмот Линколн, ќе биде претседател на жирито на годинешниот филмски фестивал во Кан. 66 годишниот Спилберг ќе го предводи жирито на 66-тото издание на фестивалот, кој ќе се одржи на 15 и 16 мај. За мене е голема чест и привилегија да го представувам жирито на фестивалот, кој неуморно покажува дека киното е светски јазик, изјавил Спилберг. Тој ќе го наследи италијанскиот режисер Нани Морети, кој претседаваше со жирито минатата година. Спилберг досега има представено неколку своји филмови на овој фестивал, а неговиот опус покрива широк спектар од забавни филмови до сериозни рефлексии за историјата, расизмот и човечките состојби, се наведува во соопштението на организаторот на угледниот филмски фестивал. Поголемиот дел филмови со кои Спилберг настапувал во Кан биле вон конкуренција за награди, но неговиот филм Sugarland Express од 1974 година ја добил наградата за најдобро сценарио. Иако пред само еден месец ја прекина врската со моделката Шенон де Лима, се чини дека пејачот Марк Ентони воопшто не тагуваше и немаше проблем да си најде нова девојка. Поранишниот сопруг на Дженифер Лопес е снимен во друштво на ќерката на британскиот сопственик на Topshop Сер Филип Грин, 21 годишната Клое Грин. Тие биле забележани заедно во Диснеленд, Калифорнија, заедно со 5-годишните близнаци Макс и Еме. Дизајнерката за чевли Клое, која утре ќе наполни 22 години, била облечена во лежерна тексас комбинација и уживала во својата нова романса. Таа е само 2 години постара од најстарата ќерка на Марк, Аријана. Освен тоа, пејачот е и долгогодишен пријател со таткото на Клое, Филип Грин, и заедно со неговата поранешна сопруга Дженифер Лопес, со кој беа заедно до 2011 година. Имаат присуствувано на многу негови топ-шоп забави. 10 гламурозни вечерни фустани на покојната принцеза Дајана ќе бидат продадени на лицитација која ќе се одржи на 19 март во Лондон. Организаторите предвидуваат најголем интерес да привлече сомотската тоалета, која е во темно сина боја, која Дајана ја носеше за време на официјалните посети и на кралските банкети. Таа тоалета остана запаметена и по тоа што Дајана играше во неа со холивудскиот глумец Џон Траволта на гала вечерта во Белата куќа во 1985 година. Во аукцијската куќа Кери Тейлор очекуваат да ги продадат сите 10 фустани за повеќе од 1,2 милиони долари. Фустаните на поранишната жена на принцот Чарлс, скроени во согласност со модните трендови во 1980-тите години, со нагласени раменици и широки ракави. Тие се показатели на гламурозниот джет-сет стил на живот кој го водеше принцезата. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.